Крвотокот, или циркулаторниот систем, пренесува кислород и нутриенти до клетките во твоето тело и во исто време ги отстранува штетните материи како јаглерод диоксид. Хемоглобинот, протеин кој е присутен во црвените крвни клетки, служи како главен транспортер. Нешто како автобус на кој кислородот и јаглерод диоксидот може да се качат или да се симнат кога ќе стигнат на нивната станица. Крвотокот е двоен циркулаторен систем составен од два дела. Мал, белодробен крвоток и голем системски крвоток. Преку белодробниот крвоток редуцираната крв циркулира од срцето до белите дробови каде се оксидира. Во системскиот крвоток, оваа оксигенирана крв се пумпа од срцето до целото твое тело. За разлика од другите мускули во телото, срцето никогаш не се изморува и работи многу напорно за крвта да стигне насекаде, од главата до прстите на нозете. Во системскиот крвоток, крвта се испумпува преку аортата, па оди низ артериите. Артериите имаат дебели мускулни ѕидови, за да може да го издржат притисокот од крвта која тече многу брзо. Артериите се разгрануваат во помали артериоли, кои потоа се разгрануваат во уште помали капилари, кои ги опкружуваат сите клетки. Крвта се движи побавно во капиларите поради две причини. Капиларите се многу помали и побавното движење ја овозможува размената на гасовите. Овде, кислородот се ослободува во клетките и крвта станува редуцирана. А јаглерод диоксидот и другиот отпад се собираат. Редуцираната крв потоа патува надвор од капиларите, во венулите и потоа во вените. Вените, за разлика од артериите, имаат многу потесни ѕидови и валви кои ја спречуваат редуцираната крв да се врати назад. Редуцираната крв не патува директно во белите дробови за да се оксигенира. Прво се враќа во срцето, па оттаму влегува во малиот крвоток, спремна да сврти уште еден круг. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.